Мој вечерашен гостин Луизин Фаризи, добро вечер. Добро вечер. Се биде направена политичка анализа на речиси една недела од изборната кампања. Како вие гледате на нејсе? Па да, политичките партии ја почна кампањата, некои политички партии дури го ја почна кампањата пред тоа што е предвидено согласно законот, односно изборниот законник, така што ги користат тие денови, особено кога луѓето се слободни, за да може да приберат повеќе луѓе, да ги стават во сали, да ги затворат внатре и да скандират пароли или знамиња таму и да покажуваат приказни на своите приврзаници. Тоа ми е целта за политичката партија, односно за Националната алијанса за интеграција, предводена од Ахмети. Тие го направија во денот недела пред да почне званично кампања. Тоа законски е дозволено, не е дека не е. Конвенциите може да содржат баш во недела се со цел да можат да соберат повеќе гласови и студента попосле Ивлен им се спротивстави да ја полно таа сала, така што повеќе битката кај албанскиот дел, сакам да кажам дека кој повеќе може да собере луѓе, се со цел да се прикаже дека имат многу гласови кои се позади нив. На овие избори е многу важно да се кажува тоа дека за прв пат во историјата на Македонија имаме една коалиција, односно во локални избори, која е помеѓу ВМРО ДПМН Влен. И знам, овој од Влен некако се плаша да го искажуваат кај граѓаните дека имаат веќе коалиција. Јас мислам дека тие мислат дека пропагандата што ја прави Дуи може да ја влие негативно кон нив, но да не забораваме дека Дуи и СДС има таква коалиција, дури за парламентарни избори. Само Дуи може да прави со секој политички партии коалиција, а е забрането за другите политички партии, така што тие мислат дека само тие се тие албанците кои треба да ги представуваат, особено и на локално и на централно ниво, а другите политички партии буквално само треба да бидат гледачи и тоа дека тие се многу незадоволни од таа коалиција и излезе од контрола, нели, начинот на говорот на Ахмети во таа конвенција. Тоа сега да ја прашам, како ви изгледа реториката до сегашна, да речеме, особено кај партиите на албанците во Македонија? Ако се сеќавате пред почеток на кампањата, има месец и пол, Дуи цело време скандира на тоа дека Македонија, односно албанците во Македонија се под влијание на српскиот свет, на рускиот свет, дека е дисбалансиран албанскиот народ тука во државата, дека веќе не се зборува, се е збришен албанскиот јазик, балансерот, бадентерот, употреба на знамата и така натаму. Значи, тие буквално... За одредени категории имаат аргументи, да речеме, за балансерот. За балансерот, но балансерот беше и тие самите го имат гласаме, да не заборавам во минатото во чисто како дискреција. Да, знаат сите граѓани генерално како се однесуваат тоа, ама многу интересно тоа, бидејќи вие генерално македонците во Македонија не може да ги следат сите интервју што ги дава Ахмети. Пример, само да кажам дека се лага, односно начинот на однесување на Ахмети односно политичкото негово действување во последните време повеќе им наличува на Итарпејо, односно на познатиот на албански жаргон Насрадин Хоџа, така е познат како Итарпејо на македонски начин, така што така делува. Пример, во таа сала кога ги собираше, им кажуваше дека односно порака им пушти на Христијан Мицковски, на премиерот на држава, дека соработува со загари, со зајци и така натаму, за после во Албанија да ретерира на друг начин. Замислете што изјавува, уприлика да го парафразирам, дека му кажал тоа на Христијан, бидејќи загарите лошо го информирале него дека тој е лош човек, дека политичката партија Дуи е лоша, па тие информации што оние им го сервираат, загарите, за Влен, па после тие ги трансформира кај меѓународната заедница. Тука покажува нешто што граѓаните особено не го знаат, дека Ахмети има блок од страна на
Соединените американски држави од Европската унија, бидејќи тука му била неговата забелешка дека го лажеле за него, а тие информациите отишле негативно кај странците. Македонската јазично гласачко тело е веројатно хендикепирано у поглед на тоа да може да ги прати постојано, но она што е видливо. Знаете зошто ова? Бидејќи и овој влен не знаат да прават кампања, политичка кампања, односно малце пиар, бидејќи треба да ги преведуваат тие изјави на Македонија. Сега тоа е политика, тоа е борба за секој глас. Она што е видливо, што е јасно и што го гледаат и сите гласачи Македонија, дека овие избори веројатно најинтересна е битката во блокот партии на албанците, но и анкетите покажуваат поприлично голема неизвестност. Сега да прашам дали таа неизвестност може да биде предизвик и за фер избори и за безбедносни ризици. Јас не гледам некој нефер избори и ризик заради безбедноста. Дури ако ги следите, сакам да се надоврзам после со ова прашање, само да не избегава. Бидејќи се плашат веќе не е Дуи во власт, за да може да ги брани тие луѓе во минатото кои полнеа кутии, односно се тепа, па ги демолира штабовите, сега сосема во друга ситуација сме. Тоа не значи дека Влен нема да прави проблеми. Не верувам Влен да направи проблеми, бидејќи тие се комотно, бидејќи го имат најголемата коалиција моментално, особено на тие кај се борат директно со Дуи, а тоа е општина Чаир и општина Тетова. И мислам дека тие имат комоција за да не го прават тоа, бидејќи што фајде би имала ако тие би правеле проблем. Комоција може да кажеш Христијан дека има во одредени средини кај што резултатите 7:3, ама каде разликата на анкетите кои што е 1, 2, 3% не е баш дека Влен има комоција. Можеби тоа може да биде дополнителен предизвик за ангажирање, да речеме, ниски удари. Тоа разликата ниска, тесна разлика помеѓу Влен и коалицијата предводна од Дуи е во тие мали општини кои не се многу значителни, односно во руралните средини, па каде Дуи па не е во директна пресметка со Влен. Генералната пресметка, односно директната пресметка на Дуи е само во Тетово и во Чаир. Да, бидејќи има две кандидатури од страна на Дуи кај се рурални, кај се градски општини и се подразбира и во градот Скопје, бидејќи во тој момент кога ќе победи ВМРО ДПМН во град Скопје ќе биде во коалиција со Влен, веќе тука Дуи нема да постои во единица. Жртвуваше ли Дуи премногу од локалната власт за да обезбеди поддршка од другите партнери за да може евентуално да обезбеди добар резултат, или идејата беше да се врши битката токму во Чаир и Тетово, па претоставаме и Струга, да речеме за да биде тоа некоја увертира за идна трансформација на власта на централно ниво, пошто голем дел од реториката што може да се слушне таа дека кој ќе ги добие изборите кај партиите на албанците или во тој блок, тој треба да го има легитимитетот за утре во централна власт. Традиционално Дуи од 2002 година наваму победил, особено во 2005 година кога прв пат имат настапено на локални избори, тие генерално на 95% ги имат под контрола сите така наречени албански средини, односно албанци кај се мнозинство. За прв пат во историјата Дуи на старт изгуби 7-0 од своите коалициони партнери, бидејќи се откажа на старт од 7 општини, кои 4 се на Арбен Таравари кандидати, а 3 се кандидати на Зијадин Седа. Секам нешто, преска ме прашавте во врска, пошто ова е многу опширна тема, што треба можда една емисија да ја дебатираме, но кратко јас колку можам да следам. Пример, во градоначалникот ме прашав за безбедноста. Да. Пример, градоначалникот на кандидатот односно за градоначалник од страна на Алијанса за албанците, мислам дека не за един села, кога новинарот вчера или завчера го прашав како ќе го менаџирате безбедноста во Рачиново, пример, бидејќи Рачина е познато како место што не е безбедна во Скопје. И тој му кажал дека ќе прави некој софтвер кој ќе ги следи кај се дупките и кај се бандерите ризик за граѓаните. Замислих ти кандидат, каков калибар на кандидат што ги не знае надлежности, не знае па што е национална безбедност и што е безбедност во движење на граѓаните низ патеките. Така може да замислиш какви кандидати може да го менаџират општината за 4 години. Но многу е важно Дуи
да се каже дека Дуј го ја прави политиката како да е национални избори се со цел да приберат повеќе приврзаници, да ги лажат тие дека после овие избори ќе има. Има ли разлика во дискурсот на говорите на Влен и на Дуј во поглед на предизборната кампања, на што се насочени кон гласачите? И што ќе добијат на крајот од денот албанците, да речеме, како граѓани на Македонија кои што имаат живеат во доминантно население, кај што треба да биде градоначалник од партиите на албанците, што очекуваат да добијат после овие локални избори? Им ветува дека ќе ги вратат тапиите кои ги земал македонците од српскиот свет и рускиот свет, валјда ќе одат до Кремљин или до Белград па да ги земат после изборите. Се шегува. Па тоа е насока во која тие овие избори се многу важни и во македонскиот дел и на албанскиот дел, кои разликуваат многу од минатите, пример, локални избори. Јас ги анализирам на друг начин малце. Пример, условно кажем на македонскиот дел, како да нема кампања, политичка пресметка во таа насока. Бидејќи се знае апсолутниот победник дека ќе биде ВМРО ДПМН заедно со ЗДАМ, така што овие другите политички партии, особено на СДСМ, не нудат ништо и тие се поврзани, водат на, како кажам, глобална политика, бидејќи нели предлага до собранието резолуција за решавање на начинот на кризата на решавање со Бугарија, а тоа под дефолт и Дуј го прави со враќањето на тапиите, односно дека е референдум, дека тие ќе сакат да се вратат, односно да го балансират, да ја балансират државата. Што нуди Влен како решение? Не сакам да кажам, СДСМ единствено што им нуди на македонскиот гласач е гласате мене за ВМРО ДПМН да има помалце гласови, за утре да кажат еве ВМРО има помалце гласови. Што направи СДСМ да се откажат изборите ли? Па тоа им кажа, замисли, единствената цел е тоа. Гласате на нам за ВМРО ДПМН да има па тоа ќе биде резултатот на нив. Така што мислам дека треба да бидеш супер талент па за да идеш на таа насока да гласаш. А во албанската средина, во почетокот кога почна кампањата, ако се сеќавате, има 2 месеци, односно пред кампања месец и пол, како Дуј ги нападуваше за српски свет или руски свет, овие повеќе почнат да им спротивставуваат, односно по истата риторика, ако се сеќавате, исто го направиле во Тетово, нели со Аднан Азизи кој даваше една изјава која за мене беше многу паушална, дури и недобро измислена, може да го има кажано во време на тоа што беше провоцирано од страна на Дуј. Така што повеќе тие ги прават национално прашањето, тоа што во почетокот го кажав, нема не нуди нешто по автентично, да речеме, сега повеќе ги изјавите на Касами во Тетово, да речеме, таму некако како да односот меѓу ВМРО и Меджити е еден, односот меѓу ВМРО и Касами и БЕС како да е друг однос на политички. Па така е кога во една коалиција нема еден што се прашува, туку таму се прашува тројца моментално, бидејќи едниот побегна нели во таа коалиција отиде со Дуј, така што каде има тројца лидери не може да се договорат меѓу себе, едниот води друга политичка партија, друга кампања, вториот води друга кампања. И да се јас мислам дека тие општините кои се надвор од Скопје, далеку од владата како институција и од парламентот и другите министерства, бидејќи администрацијата на цела држава, односно на владата и на собранието се во градот Скопје, јас мислам дека водат по друга политика, кои бидејќи тие нема што да им нудат повеќе на тие граѓани, туку ги хранат со национални теми, но јас мислам дека веќе тие почна да бидат демоде, а тоа ќе биде демоде кога Дуј конечно ќе изгуби на овие избори. И за крај, ќе има ли интересна битка за Кичево? Интересно ќе биде, но јас мислам дека Влен таму според мене не е фаворит. Тоа ВМРО ДПМН е фаворит. Моето мислење, а и мојата теза било, мислам дека требаше да се пазаруват внатре владата, односно Влен да го земе Струга, а Кичево да го земе ВМРО ДПМН. Знаете што, ние една за секогаш треба овие теми кој ќе биде градоначалник
треба да го тргне дали е по националност македонец, албанец и така. Што фајде пример имал Скопје, имал македонецот во Скопје што Даниела Арсова е градоначалник на Скопје или обратно. Арсовска, за да не испадне сега да. со бугарско. Не, Арсовска, добро. Да не е се извинувам. тенденциозно. Даниела Арсовска, да. А што добиле пример албанецот од Сарај, што градоначалникот е албанец. Јас ве разбирам Јас мислам дека ние треба да ги тргнеме, ние треба да се тргнеме од ова начин на водење на политиката, повеќе треба да бидат менаџери кои сите граѓани се чувствуваат праведни, односно да им ги решат тие проблеми кои се неопходни за нормален живот. Така што јас се надевам дека граѓаните повеќе ќе им се повикат на умот и да мислат кој ќе биде тој што подобро ќе ги менаџира во следните 4 години, без разлика на националноста. Благодарам за оваа вечерашна политичка анализа. Кампањата е пред нас, на крајот од изборите ќе сумираме што од ова сме погодили. Ви благодарам многу за вашата покана, се надевам дека граѓаните се задоволни.